за препастувачка неинформираност на граѓаните за договорот од Преспа. Едва 42% велат дека етничките македонци ќе останат македонци, 12,5% сметаат дека ќе станат северно-македонци, а 31,5% граѓани на Северна Македонија. Речи си и да нема разлика во заблудите кај поддржувачите на СДСМ и на ВМРО ДПМНЕ. Анкета на 360 степени на репрезентативен примерок. Телевизиската анкета во подкрепа на научната. Етничките македонци ќе останат македонци или ќе се преименуваат во северно македонци? Не знам, тоа си е прашање на тие што си се во таа структура на луѓе. Чини се Северна Македонија, ќе бидат и северно македонци. Сепаш емрин штети да марине да емрин македонаста веријут. Се ќе биде вред, се е македонско, се е во ред. Заштитата на јазикот приоритет во политичката реторика, но не и во практиката. Во владиново соопштение гледам десетина корекции кои се несуваат на голема или мала буква. Тоа е основна работа, претпоставувам. Основна работа, да. Имаше нешто и од синтакса. Во соопштението од ВМРО ДПМНЕ, првата грешка, веќе што ја споменавме со шефот, овде го имаме директорот. Институтот за македонски јазик гласен против законот за албанскиот и против договорот за името, но не и за суштината на својата мисија. Ние тивко умираме. Значи, јас во шега кажувам, може сме затворени, а не знаеме. Низ Скопје комбинирано со воз и велосипед. Целта е да се бараат нови алтернативи за превоз, а да се избегнуваат автомобилите и автобусите. Може ли експериментот да стане практика? Треба да се направат една, две или три рути кои што би возела линии кои што би возела возовите, да поврзуваат западот со истокот на Скопје.